Прв пат некој ни поставил вакво прашање. Или ти е срам, кога сум се лупнал јас? Па ако не си се лупнал, ти те лупнали. Кој ме лупнал бе мене? Абе зашто лажеш, не ти е срам? Кој е лажен патриот? Јас? Може да се одам саме бот. Со бистри води. Капа крени ме! Како да ви кажам? Мојата најдобра сопруга што го сакам. Што ти прави Хајп ТВ? Ни една друга ТВ не ти прави. Здраво, јас сум Стефан. Здраво, јас сум Марта. А вие денеска ќе гледате Хајп тест. Денеска Хајп ТВ не ставија на интересен предизвик да видиме кој повеќе се знае од нас двајца, односно кој е подобро во одредени работи, барем јас така го сфатив ова што го правиме, и треба да направиме некоја кладба. Кој ќе има помалку поени, на крајот ќе треба да пие вода и да му каже да се додворува на другиот. Како и тефна лова на Хајп. Ајде да почнеме. Кој е позрел во вашиот однос? Не знам, јас мислам дека сум позрел со некои животни одлуки кои што ги имаме. Така. И Кој е за Стефан? мислам дека периодов поголемиот терет во нашиот живот го сносам јас. Меѓутоа, без незината поддршка и зрелост не би можело да напредуваме така да... 2-0 за Марта. Кој повеќе сака деца? Добре. Дефинитивно. Не видите, мислам, сакаме и двајцата деца, меѓутоа уште малку сакаме да почекаме, на крај денот колку имаш години? 24. 25 ќе правиш са. Да. На 8 март. Али ако не Среќен роден ден за Арта, за Арта. А јас имам 20 и колку имам? 27. Така, што имам уште година, 2 за речење. Така да нека биде со Стефан, зашто сепак он повеќе. Значи 2-2. 2-2. Не форсирам. Не форси. Во принцип, колку и да се зезаме на видео, мислам дека таква една животна одлука е многу битна за жената. Исто така и за мажот, меѓутоа жената е таа која што го раѓа детето и ние како мажи апсолутно треба да ја почитуваме одлуката. Што ќе да не кажеме. Кој полесно би преминал преку неверство? Па не, нема ништо посебно да се раскаже на оваа тема. Меѓутоа сме разговарале многу пати на оваа тема, не многу пати, туку од почетокот на нашата врска. И секојаш, мислам, сами сме си признаме на сами себе, дека доколку ја дознам да ме изневери, дека ќе ми се скрши целиот филм и целата слика за независтиот момент. Ти? Па ја не знам. Мислам дека би се смирила. Се зависи. Зависи од каква е ситуацијата на крајот од денот. Чив збор е последен? Може вака да биде. Значи, ни јас ни Марта, стварно мислам, немаме таков однос да има некој да кажува, да наредува или да едноставно за се во животот според мене се согласуваме или не се согласуваме заеднички. Што и да правам или што и да прави, на крајот од денот вечерта седнуваме, разговараме и носиме одлука заеднички, затоа што на крајот денот ние сме маж и жена и ние сме тим. Ние сме тим! Јас сум бист. Кој те паднам? Јас се ракем те. Тука. Брат мој. Ке паднам, сестро. Да држа. Ајде. Кој организира Date Nights? Секојас. Ајде, раскажи си за ова ти. За која? Па за Date Nights-от. Зашто ги организираш ти? Па така да се поминуваме внимание, време почесто. А зашто Стефан не ги организира? Па не ти текнува. А зашто не ми текнува? Па работам посветен. Работи 24/7. И на време ми текна да си направиме Date Night, пошто иначе ќе продолжи да ради. Јас работам на тоа да имаме место каде што Date Nights-от ќе бидат подобри. Даде Date Nights-от. Ова ти е како оноga, знаете, Congratulate Mom. Е, тоа е Date Nights-от. Друже, користи македонски јазик. Кој е задолжен за готвење по дома? Јас. Ама, кога се одлучи Стефан да готви, тоа е... Јас многу сакам да готвам, Преубаво готви. не секогаш имам време. Да. Многу обожавам да готвам, затоа што таму си го пронаоѓам мирот.
Сега не знам, ќе се потрудам во иднината да готвам поише. Готви знам. Али Марта се грижи за секој. Почесто јас. Да. Кој повеќе изјавува љубов? Ето тоа да се измешам. Се сакаме, не. Ама ја. Марта е таков лигуш, што во текот на годините ме направи мене лигуш и Марта си кажуваме секој ден 100 пати те сакам и моје мислење е дека за спиеш си кажеш. моје мислење е дека за да се одржи една врска или брак, секој ден треба да се кажува дека го се сакате, затоа што така се негова однос. Да. Па на пример имаше едно вечер јас спиев, и Марта спиеше, во даден момент Марта се разбудила и сакала да ми каже те сакам. Едно дека се свртија ми каже те сакам, јас со спиње те сакам. Ето ти припа. Да. Ова беше пред некој ден. Те сакам многу те Јесте. сакам. Што ти прави хајп тебе? Една друга тебе не ти прави. Кој е потешкиот човек? У кој смисол потешкиот човек? Може да биде со килограми и комплициран. Кој е покомплициран? Не сме многу Не сме комплицирани. комплицирани. Нели? Не. Не видите, јас сум покомплициран, ама за околината. А за нашиот однос не сме комплицирани. Ние стварно многу добро се разбираме. Си се познаваме, све си кажуваме што имаме. Во принцип разговараме да се правиме се заедно, да се дружиме со истите луѓе заедно. Секој невието ни е исто, заедно работиме, така да нема комплицираност. Освен најде јас, стај јас. То кај сме да не искувам? Нерешеност. Не решам. Ја не знам што ќе правам. Ајде го просто. 20 така си направам. Кој попрво би се повлекол од јавноста? Зелез, како би кажал и јас човек, ама да. Апсолутно Марта. Апсолутно Марта, затоа што Марта мислам дека и на почетокот не ни сакаш. Да, ми ќе да се снимам. И што се смени сега? Па, така малце се опуска. Секој може да се бави со оваа работа, само треба да работи на себе. Така е. Браво, Марта. Јас сум Честитки. жив пример. Ти си за... Ама ти да не беше, немаш. Ја да не бев, сестро. Океј. Кој почесто инсистира на акција во кревет? Еј ке тропам го постојам. Прв пат некој ни поставил овакво прашање. Еј, лошо ми да ми поставил овакво. Да. Виж, непријатно. Стефан. Непријатно се сеќаваме, да. Душички. Така. Не, бе, јас. Јас кога ќе станам, поготово вежбам, тестостерон. Така. Доста е. Дефинитивно доста е. Кој е пољубоморен? Никој. Ама јас едино знам поише да бидам љубоморна, ама тоа за Да, да. Ме нема 2 сати, кај си? ние кај си. Кај си. А ако не ви вратам еден саат, со кој си? Па не те поставам така прашам, пошто ја унапред света прашам. Кај си, шо си, со кој си, кај ќе, шо ќе Гледат, само си кажа, тоа е тоа, унапред си поставам се. Кој почесто има изговори за во кревет? О, стварно не знам да го одговорам, никој. Вако ќе става. Кој повеќе го боли глава? Кој повеќе го боли глава кревет, не разбирам јас што е прашањето, меѓутоа си кажуваме ако некој не ќе го ме, не сакам тоа. Кој добива експлицитни фотографии во инбокс? Ја не Стефан. Не, стварно не добивам. Мислам дека нашата врска е толку јавна и сите знаат за нас. Ја да сум од страна, ќе ми биде незгодно да ја пишам, па не знам. Кој прв се буди? Кажи Прашање- денес кој стана прв. Денеска беше, значи не знам кој ден, сега ќе ви кажам, чекај. 26 февруар, значи ова е прв пат. Значи ние сме скоро 8, колку сме? Скоро 9. 9. Ние сме скоро 9 години, значи денеска беше прв пат Марта да стане пред мене, да направи доручак, кафе и да ме чека да станам. Значи никогаш. Во принцип најголем проблем во нашата врска е што Марта е човек што сака да се седи до покасно, а јас сум ранобудник. Ама плюс и Ама минус. Стефан ќе биде. Да, Стефанче.
Марта се буди, абе види се буди она, ама проблемот е додека се разбуди, тоа трае. Расона. Значи јас се будам да речем околу 8:30-9, ја сакам да кажам веднаш. 1 сат. А Марта тока 12 да стане, да смонтира нешто, да чекај, Кафето, со сите на сите ме лута. И од еднашка после се менува. Шуп. Кој од вас прв би направил скандал во јавноста? Много лесно. Ставате глупости, мислам. Не треба постиш. Роден е за скандал. Але искрен да бидам, ми се смачи веќе од такви работи и некако 2025 година сакам да ја промениме таа работа. Едно е да правиш интервју, да поставаш прашање на подкастите и тоа се нивни скандали, друго е сопствени скандали да правам. И се надам дека повеќе нема, затоа што почна да ни влијаат дома, а тоа не е убаво. Да не сакаш да седнеш ти тука со нас, па гледам нешто интересно ти. Кој почесто посетува теретана? Стефан. Ама добра е, почна да одиш. Почнав, ама ќе отидам еднаш и после ќе ја заборавам да идам. Како не можеш да заборавиш да идеш во теретана? Кажи ми мрзи, не можеш да заборавиш. Знам и да заборавам и да ме замрз. Како можеш да заборавиш да идеш во теретана? Така нешто друго ќе си најдам работа дека да ме дадам. Како си? Ајдеш, можеш да заборавиш. Добро. Стефан. Кој беше попијан на вашата свадба? Стефан. Ја не се сеќам пола Многу свадба. биен. На момент се вртам во Марта. О, татко ми е тука. О, мајка ми. Кај нас. Да ме собереш. Тоа е скупо. Подобро прашање ги леле. Ама се држа. Дај Боже. Среќа имаше 2 Значи, ако сати. се немате, си го немате доживено тој момент да си го дочекате, па да видите кога ќе бидете среќни денот, затоа што станав 8 сати и почнав да пијам од 8:05. Баба ми беше во дневна, ме чекаше со пиво, Да. Војко ми Бог да го прости, исто и он, и како може да не ти почне денот? Убав ден за пиење. Реално. Кој повеќе дава пари на музика во кафана? Стефан. Зависи, знаеш, мислам не зависи од нас двајца, туку зависи од моментот, во принцип не дам. Ја Но многу ретко да. да, за свадбата, За свадбата јас од джеп му зимав и им дават на музичар. мала. Затоа јас после 9:30 немав пари. Вечерта. Кој од вас двајца е подобар шофер? Марта, Овој може за кривини. како може сега да има за кривини подобар шофер или за друго нешто шофер? Јас за низград. Ти си подобар шофер. Да. Ти, Па ајде да ставиме на ќе вага. те казни Господ Ја кога никад лажеш. не сум се лупнала. Гледај у камера кога збориш, гледај у Ја очи никад не луѓето. сум се лупнала. Нели ти е срам? Кога сум се лупнал јас? Па ако не си се лупнал, ти те лупнали. Кој ме лупнал до мене? Абе зашто лажеш, не ти е срам? Не со овако. Погледни у камера, Не со гледај ги у овако, очи луѓето. од, Ве лаже, ве гледа во очи и ве лаже. Јас сметам дека јас сум Твојата се кола Бранико 3 пати го менуваше татко ти. грешила. Зашо лажеш? Гледате кој се кара дома. За Марта поет. Јас знаев дека ова феминистички канал, ама е. Кој е поголем патриот? Ај! Кој е лажен патриот? Јас? Јас сум лажен патриот. Јас сум... Кој е тема? Патриот? Јас сум патриот, да. Ја сакам државата. Пара сило ти кажа. И за крај, Бисер Балкански. Бисер Балкански. Солзи сами капат, прости ми, тешки се ко твоите планини, плаче срце од три страни. Со крвави блогу, ајде запет. Македонија, ти си Бисер Балкански. Не знам дале. О, ти пирим. Може да се оден сам на болот. Со бистри води. Средни ме. Толку беше. Толку? И са кој изгуби? Сега се изгуби. Јас. Така да ја изгуби, така да. Јас победив? И се што треба да правам мис? Сега треба да ми дадеш комплимент. Комплимент. Абе, лом ке се направи. Ако. Немај само Комплимент. Може да укусва. Сакам најмило во свет. Ти си мојата најубава супруга.
Мислам дека ќе Како да ви кажам? Ти така мојата бедова супруга. Како да те зборам со отворени уста со вода? Ајде пробај следеш, мислам дека полошо почна. малце во стене. Господа, ме чуваш, шо прифатив да правам? Мислим, мојата најдобра сопруга што многу ја сакам. Не знае.